Денеска беа промовирани услугите нега во домот за стари и изнемоштени лица преку проектот Подвижност, проект на Министерството за труд и социјална политика со средства од Светска банка, спроведен со поддршка на општина Кочани во соработка со Црвен крест Кочани. Министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска истакна дека преку услугата за помош и нега во домот на старите лица има овозможена грижа од неговател кој им помага во секојдневните обврски во домот и се грижат за нивното здравје, за рутинските медицински прегледи, односно за се што им е потребно за да можат секојдневно да функционираат. Оваа услуга е овозможена од проектот за подобрување на социјалните услуги, кој што го спроведува Министерството за труд и социјална политика со поддршка на Светската банка. Ние сме особено горди на оваа услуга, а фактот дека им е подобрен животот на голем број на корисници на услугата ширум земјата особено не радува. Најмногу не радуваат среќните и задоволни лица кои ги гледаме на нашите корисници, на кои животот им стана поедноставен и полесен благодарение на оваа услуга и благодарение на негователите кои што минуваат дел од денот со нив. При денешната посета имавме можност да се запознаеме со Љубинка и Ружа и да ги слушнеме од нив, да слушнеме за позитивното искуство кое што тие го имаат со негователките Зултер Јусеинова и Сонја Стојанова, за кои велат дека се дел од нивното семејство и без нив не можат. Оваа се само дел од многуте искуства на старите лица низ земјата кои се корисници на оваа услуга. Преку проектот се обучени 16 негователи, од кои во првиот месец 14 започнале со работа. Услугата за нега во домот на стари лица во моментот ја користат 27 корисници од можни 50. Останатите ќе бидат вклучени дополнително, истакна градоначалникот Папазов. Грижда за наливите категории на население најдобро се спроведува на локално ниво заради тоа што најдобро ги познаваме нивните потреби и социјалните специфичности на територијата на општина Кочани. Затоа сме посветени и како локална заедница и како одговорни поединци во обезбедување на поддршка за ваквата категорија на луѓе и без разлика каде се наоѓаат на територијата на општина Кочани. Посебна благодарност до Општинската организација на Црвениот крст заради обезбедувањето на подобри услови, посветеност и поддршка на ранливите категории на граѓани кои имаат посебни потреби, заради тоа што го даваат како нивна активност на територијата на општина Кочани и двете соседни општини, општините Шишиново, Облешово и општината Зрновци. Во проектот е вклучен и Центарот за социјална работа со детектирање на корисниците на услугите и издавање на решенија. Директорот Кирил Ковачев истакна дека овие услуги, освен на територија на општина Кочани, се даваат и на териториите на општина Чешиново, Блешево и Зрновци. Јас како директор на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа сум задоволен од начинот како се одвива соработката помеѓу нас, општината, Црвениот крст, провајдерите и проектната единица која што го спроведува овој проект. Како што каже министерката, ние сме дел од 22 општини каде што се спроведува овој проект, но Меѓуопштинскиот центар за социјална работа Кочани го покрива подрачјето и на општините Зрновци, Чешиново, Облешево, па и таму имаме 4 до сега активни корисници во Чешиново, Облешево и 2 во Зрновци. Останатите 25 решенија се доделени на ниво на територија на општина Кочани. Во текот на промоцијата беа посетени 2 семејства кои ги користат услугите нега во домот за стари и изнемоштени лица.